Милиони инспирации со феноменално спакувано овошје. Во пакет МК имате пилјара, каде имате можност рачно да ви го изберат овошјето и зеленчукот кој сакате да го потребите. Здраво од мене и денеска се гледаме во еден рецепт кој е малку поздрава варијанта. 100 пати сум ви кажала дека брокулата јас многу ја сакам, децата мои многу не ја сакаат, па имам милијарда начини како да ја сокријам и да биде исконзумирана во текот на денот. Денес ќе ви направам уште една паста, бидејќи мислам дека сум ви направила многу пасти до сега со брокула. Денешната ќе биде со лимон, со малку млеко, со водата од тестенините и ќе биде едно прекрасно искуство. Јас моите производи денеска си порачав, имам свеж босилек, различни зачини, сакам да ги чувам во нивната рециклирана хартија. Знаете дека сум поборник на чување на природата и користење на рециклирани работи, а овие киси ми се едни од умилените, свашта чувам внатре, од не знам, овошје зеленчук кој може подолго да остане свеж, бидејќи е заштитен од светлината, а внатре продира воздухот. Ще си ги соберам да ме почекаат додека дојдат на ред да ги подготвуваме, а мојата маса денеска е прекрасна, има неколку основни состојки. Ќе подготвиме фусили. Фусилите се спирални тестенини кои се прават, кои имаат форма на макарони, меѓутоа ги користам фусилите секогаш кога сакам да направам некој понежен сос, меѓутоа истиот сос да биде убаво облеан и спиралите да го задржат и да имате побогато искуство, односно тестенината да биде прекриена со повеќе сос. Најпрвин ќе загрееме вода. Јас секогаш си помагам на тој начин што си греам од напред зовриена вода, за да можам да го убрзам процесот. Знаете дека сум обседната со брзи рецепти, брзо готвење и поврзост на оѓање во кујната, односно готвење за фатени. Јас го викам, не знам дали е тоа правата терминологија. Ќе почекам водата да зоврие и ќе ставам убав прстофат сол, бидејќи секогаш тестенините варете ги во зовриена вода и убаво засолена. Тоа е правило. И тука има некои аргументи, многу ќе кажат дека од кога ќе ги сварите тестенините треба да ги измиете. Малку истражував зошто е тоа така. Во суштина тестенините кога се варат, го испуштаат цел тој глутен во допир со водата, се случува хемиски процес и кога ги миете под ладна вода, го сечете тој процес и ги задржувате по тврди, односно ја задржуваат својата форма, за разлика од тоа кога ќе ги сварите и директно така стоплени ќе ги употребите. Јас искрено преферирам да не ги мијам заради тоа што ми се допаѓа тој ал денте вкус и таа леплива густина која се задржува на самата тестенина. Многу едноставно ќе го подготвиме сосот. Најпрвен ми треба да ми зоврие водата и да ги ставам натре тестенините, а горе ќе ставам половина брокула. Овој пат брокулата ќе ја иситнам. Ја ситнам не заради тоа што сакам затоа што тоа е дел од рецептот, ја ситнам заради тоа што сакам да имам убаво резида боја, убав зелен сос. Половина ви е сосема доволна, доколку ја искористите целосно, односно сакате и преферирате тоа да биде залчиња, слободно искршете ја и при крајот на варењето на тестенините додадете ги цветовите брокула внатре во водата и дајте им минута до 2 само да се избланшираат. Јас денеска сакам да ми бидат баш еден зачин во мојот сос. Ќе ја иситнам целата брокула. Цветовите само. Не се грижате, овој дел никако нема да го фрлам, сигурно ќе отиде во некоја супа или манџа. Нула отпадоци, односно фрлање на храна. Секогаш бидете креативни со остатоците од храна. Баш направете зачин. Брокулата овој пат ќе не биде зачин. Дополнително исецкајте, за да биде баш ситни парченца. Јас сметам дека така подобро ќе навлезе во фусилите. Ќе земеме една тава.
секако ќе користам брилијант маслиново масло. Ништо без маслата на витаминка кои имаат исклучителна арома, дополнително се здрави и се направени од најдобрите масли и имаат на специфичен вкус. Го сакам маслото брилијант заради тоа што ја има таа горчина, има една горчлива нишка во позадина која е специфична за маслиновото масло, меѓутоа аромата не е толку тешка и интензивна како на други брендови на маслинови масла, односно ми го прави јадењето и ми го зачинува со вкусот на маслиново масло. Затоа секогаш го употребувам. Не знам дали сум ви зборувала, меѓутоа пресрекна сум што нашата емисија е поддржана од пријатели кои имаат производи кои јас навистина ги користам и ги обожавам. Обседната сум со палетата на витаминка, со не знам карес, гледате дека целосно сум опремена, а Пакет МК со својата брза услуга, секогаш кога сум зафатена, ја прави многу по-лесна целата можност да готвите ако сте зафатен родител или вработен. Загрејте го маслото. Имам 2 чешниња лук. Ќе ги згмечам, затоа што сакам да ми го ароматизираат маслото. Маслиново масло и лук се совршен брак. Го загреав маслото и ќе става мали конфети од лукче, само убаво да се замириса, да го ароматизира маслото, сосот, бидејќи апсолутно нема да користам ништо посебно денеска како зачин. Зачинот ќе биде мојата брокула, ќе биде малку копар. Морам да ви кажам дека копарот ми е еден од најнеомилените зачини. Меѓутоа, сметам дека доколку сакате да се занимавате со готвење, доколку сакате секогаш да имате добри идеи за рецепти, мора да пробувате се дури и она што не ви е омилено, бидејќи нешто што како мирис или вкус не го сакате, односно не го конзумирате, во одредени комбинации можеби ќе ви пројде. Односно можеби мене ми е исклучително интензивен мирисот на копарот, например не го сакам на лосос, но во оваа комбинација е едно прекрасно искуство. Ќе ја ставам брокулата да ми се пропржи и ситната на ситни цветчиња. Ќе дадам малку време да се ароматизира од маслото. Затоа не ја избланширав, но доколку ќе биде тегава, ако не ја избланширате некаја минута, доколку одлучите цветови брокула да користите, секогаш ставете ги малку минута до 2 да се замириса, да се омекнат, односно да се пресечат со топлата вода, внатре кога ги ставите во лукчето и маслиновото масло, ќе ја прима целата миризба и сето она што сте одлучиле да го ставите за да имате совршен рецепт. Некаја минута за да ја задржи прекрасната убава боја. Ќе ставиме половина лимон, затоа што ви кажав дека во овој рецепт исто ми е многу важно да имам таа убава резеда зелена боја. Завршена мириса. Некаја минутка и ќе ставам еден грст копар. Убаво ќе го ситнам. Обична паста, апсолутно ништо специфично, но сметав дека е добар предлог за денеска да почнеме со едноставно следно што ќе ви подготвам, ќе биде една млечна торта. Ја викам торта, веројатно заради тоа што не правам торти, па за мене тоа е торта, но сакам да ви направам една млечна сунгереста торта, која ќе ја направам во калап за куглов, заради тоа што сакам да видите како сјае тортата со техниката. Многу е поспецифична и бара малку повеќе вештина, но ќе се победаме заедно и се надевам дека ќе имаме на крајот добар резултат. Брокулата е готова, имам млеко. Не се грижете, затоа што нема да ви личи целиот рецепт на сос, бидејќи млекото ќе го ставам само да се стопли.
А потоа ќе му ставам кашкавал. Во овај рецепт нема да ставиме ниту брашно, ниту бешамел за да можеме да го згуснеме, туку ќе му дадеме баш течна структура со млекото, а потоа ќе го згуснеме со убав ренден кашкавал. На крај ќе ги додадеме сварените тестенини и мислам дека имаме баш убав оброк за ручек за вечера. Како милувате. Натре копарот, за да го ароматизирам млекото. И време е да посолиме. Веќе ја знам количината која е, бидејќи кашкавалот е веќе солен. Ќе ставам баш, ајде нека биде половина лажичка сол, малечка, може би четвртина, заради тоа што не сакам да ги... Јас не јадам во суштина солена храна и многу често знаат да ми замерат, меѓутоа мене ми е баш тоа некаква навика дека храната сакам да ја конзумирам баш автентично, солта некако ми го губи чувството за сите зачини што ги имам употребено, меѓутоа знам и познавам луѓе кои јадат доста солена храна, па знаат да се пожалат на вкусот дека тоа не е солено. Јас би ве охрабрила да направите нешто за сите оние кои конзумирате солена храна, бидејќи знаете дека таа не е добра за бубрезите, солената храна ги оптеретува бубрезите, го оптеретува срцето, ве носи во ризици за кардиоваскуларни болести и она што би сакала да ви го препорачам, доколку сакате да солта е како и шеќерот е вид на зависност. Доколку му дадете една недела на организмот и на јазикот и на сите рецептори за вкус и му дадете можност да ја конзумирате храната без сол, односно само направена со состојките, тие ќе ги активираат сите рецептори внатре и ќе почнете да ги чувствувате поинтензивно вкусовите. Тие ќе му дадат сигнал на мозокот дека храната ви е вкусна доколку не е пресолена и потоа ќе можете малку по малку да воведувате сол и да стигнете до онаа нормална количина на сол. Посоли бибер, бидејќи целата храна денеска ми е убава зелена, ќе користам бел бибер, секако на витаминка. Сите зачини во мојата кујна се на витаминка. И секогаш се радувам кога македонски брендови прават квалитетни продукти. Убаво, дарежливо. Водата е веќе завриена, внатре одат фусилите, ќе ги почекаме да се сварат и на крај ќе ги споиме сите состојки заедно. Сите состојки ни се готови. Се сакам малку да ви кажам зошто употребив млеко и лимон. Лимонот го ставив покрај тоа што сакам да ми ја задржи бојата на брокулата. Не знам дали се сеќавате на онаа постапка која ви ја покажав како да направите сирење во алатката и садот на карес. Ставаме вриено млеко и во незе ставаме малку лимон. Киселината од лимонот го засирува млекото и со помош на топлината прави да имате сирење. Практично, тебе не знам дали може, јас сакам тука да ви покажам. Дали можете да забележите дека млекото веќе се раздвои со помош на лимонот и додека врие, ставаме внатре ренден кашкавал. Тоа ќе ни биде во суштина згуснувачот. Му дадеме некоја секунда да се подстопи и еве го веќе, гледате, почнува сосот да се згуснува. Ќе го растопам убаво кашкавалот. И внатре одат сварените фусили. Многу е практично ова тенџере, бидејќи на дното има малку течност. Течноста во која се варат макароница или било која паста е збогатена со глутен, таа дополнително ќе помогне да се направат, да се збогати сосот. И на крај убаво ги протресеме за целиот тој убав сос да навлезе во фусилите. Малку копар за декорација. Со
совршенство на чинија. Следно што ќе ви подготвам ќе биде млечната сунгераста торта во куглов, која има божествено млакова вкус. Дури и за некој почетник како мене лесно е да се направи. Направивме еден лесен рецепт, една лесна паста која ви ветувам дека не е помалку вкусна од било што има внатре многу сирење или било која црвена паста. Ве охрабрувам да ја пробате, пишете ни каков е вкусот, а следно што ќе направиме ќе биде една убава млечна сунгераста торта. Пред некое време добив коментар на социјалните, мислам дека беше на Facebook или на Instagram, каде што бараше да се направи нешто на база на млеко благо. Ова е нешто што јас го подготвувам секогаш кога сакам да направам нешто многу вкусно, нешто многу шеќерно и да направиме нешто што убаво изгледа секако со помош на калапот, односно модлата за куглов на карес. Многу е едноставно, одат неколку состојки, меѓутоа она што е важно во овој елемент, односно во правењето на оваа сунгераста торта, за таа да порасне, да нарасне и да биде целата мека и пријатна на вкус, а лесна во конзумирањето, е тоа што треба малку да измешате на техника, односно да ги изматите јајцата со шеќерот, да ги ставиме сите состојки внатре, вклучително и брашното, но на крајот го топлите млекото и путерот. Она што е многу важно кога го правите тој процес е секогаш путерот и млекото да не бидат на температура повеќе од 50 степени. Значи треба да бидат многу топли. Тоа може да го проверите со термометар. Јас најчесто ја користам финтата дека кога ќе го почнам да го греам млекото и путерот, на првите знаци на излегување на чат и пареа од тенџерето, тогаш знам дека е од прилика 55-60 степени и тоа значи дека нема да ми се сварат јајцата. Доколку го ставите врел путер, односно не ја погодите температурата, за жал ќе ви пропадне тортата, бидејќи ќе направите кајгана од јајцата кои веќе сте ги изматиле. Ќе се обидеме некако тоа, можеби ќе ви кажам во процесот како да проверите, може да исто така со прст да проверите, но најдобро би било да биде тоа термометар. Имам миксер на горење и имам 4 јајца. Ќе ги ставам целите 4 јајца. Има доста шеќер оваа торта, така да доколку сте на диета, ама може да си дозволите, зошто да не, со утринско кафе, мало парче торта, ете и бони се сложува. Времето е убаво надвор и сега многу почесто и се излегува надвор. Ги матиме јајцата најпрви на ниска брзина за да се спојат, а потоа одиме на највисоката брзина. Ќе заклучам затоа што и така нема никако да ме слушате од звукот на миксерот. Јајцата ги матиме од прилика 2-3 минути. Многу е важно да направите убава воздушеста смеса, заради тоа што тоа е првиот елемент за да имате убава и сунгераста торта. Следно што ќе ставиме ќе биде шеќер. Тука мислам дека имам 2 шолји, ќе ги пуштам уште 2 минути, значи вкупно јајцата со шеќерот треба да ги матите околу 5 минути за да убаво се соединат, а да не ја изгубите таа воздушеста смеса на јајцата. Натредат јајцата и уште 2 минути. Натреди шеќерот, не јајцата. Сигурно знаете дека е многу тешко да се готви и цело време да ви текнува муабет во позадина, затоа никогаш ги правам тие лапсуси, се надевам дека не ми се лутите и ви благодарам што сте нежни во коментарите со мене и што сте трпеливи во совладувањето на моите телевизиски вештини. Знаете дека сум прв пат на телевизија. Прекрасна убава и воздушеста смеса. Имам брашно. 2 шолји брашна и 1/4. Таа е мојата мерка за оваа количина, бидејќи мојот калап е малку повисок и сакам да го исполнам целиот. Натре ќе ставам 2 лажички пециво, по совет на една моја
гледачка, секогаш пецивото тогаш го мешам прво во брашното, на тој начин ќе се осигурате дека прашкастата материја на пецивото е распределена по целото брашно и бидејќи оваа торта е многу нежна, сунгираста и лесна, ќе го просеам брашното. Секогаш кога сакате да одите чекор напред во вашите вештини, односно кога подготвувате сладки работи, погрижете се да го просеете брашното, на тој начин ќе се осигурате убава свиленкаста текстура на тестото. Бидејќи јас не сум многу вешта, Маја ме снабди со ова интересна алатка. Не знам дали знаете, меѓутоа еден куп луѓе се грижат за мене и да бидеме секогаш спремни во вашите домови на емисиите, секогаш кога јас ќе одлучам да подготвувам благо, целата екипа паничи. Мислам дека последната количина ќе го вратам во миксерот заради тоа што ми треба и брашното убаво да се соедини. Не се грижете кога смесата ќе ја намали својата количина, веќе сте го направиле вие своето, односно сте ги наполниле јајцата, белките, шекерот внатре со воздух и сега ќе ги измешаме кратко. 10-20 секунди само да се соедини брашното со белките. Имам прекрасен облак на брашно околу мене. За тоа време ќе го стоплиме путерот и млекото. Имам, во принцип, по рецепта ви треба 10 лажици. Ова е тоа што јас го сметам за лажица, односно коцки, а ви треба цел несолен путер. Ќе го исечам со лажица, ќе си помогнам, заради тоа што сакам побрзо да се стопи. Ќе го стопам путерот, а потоа ќе си помогнам со млекото, за да ја постигнам правата температура без да ги сварам јајцата. Иако никогаш правам во животот и приправам кујна, таа ќе биде 25 метра. Мислам дека секогаш ми недостасува простор. Имам млеко. Прво ќе го стопам путерот и потоа ќе го додадам млекото. На првите знаци, односно на првото подигање на паријата од внатре е доволно топло за да го префрлите во белките, повторно со постојано мешање. И мислам дека ќе имате една совршена сунгираста торта. Многу често, денеска нема да ја направам попарена, многу често може да го искористите онаа техника за не знам, кога со шербет се попарува, меѓутоа наместо со шербет, како за трилече, да го попарите со топло млеко. Совршен десерт е. Совршен десерт. Ќе видите колку е сјајна целата површина. Путерот се стопи, внатре оди млекото. И ќе додадам една екстракт од ванила, една лажичка, заради тоа што сакам убаво да ми замириса на ванила целиот рецепт. Значи се уште е мирно, гледате на површината, на тој начин јас проверувам дека смесата внатре ми е од прилика 50 до 60 степени, се што е над 50 степени, верувајте ќе ви направи кајгана од јајцата, значи на првите знаци на пареа го тргате од дуган и почнувате да го додавате во смесата која претходно ја направивте од јајца. Првите знаци се тука, го тргам од оган. Ќе го пуштам миксерот на ниска брзина и полека ќе го додадам додека постојано меша. Толку. Смесата е веќе погодена. Јас успеав да не направам кајгана. Еве како изгледа. Значи течна е смесата и затоа, бидејќи се работи за голема количина, оди во редно од 35 до 40 минути. Секако, бидејќи не сите имаме различни модели, јас имам на карес убав куглов силиконски калап, ќе земам ставија и со држач за кујска хартија, многу практично. Ќе земам на кујска хартија една коцка путер и убаво ќе го примачкам калапот, не за да не се залепи, туку само заради тоа што сакам да ми биде целата торта убаво сјајна. Ја уклучив рерната на 180 степени и го ставате во загреана рерна. Имате едно многу едноставно,
но не помалку вкусно. Десертче, кое може да биде и доручек. Моите деца многу често сакаат да конзумираат доручек благо со чаша млеко. Ставете целата смеса. Значи 35 до 40 минути на температура од 180 степени. Секогаш имајте го на око. Доколку видите дека површината почнува да ви подгорува, не се грижете, сепак се работи за висока торта, односно високо тесто. Ставете само малку на половина од печењето, некаде на 15-та минута. Ставете една хартија за печење од озгора за да заштитите површината од горење и секогаш кога ќе сакате да ја извадите од рирна, проверете го со оној трик со чепкалката за заби или со стапче за ражнич, ставете го во средината на тестото, доколку не остане тесто на дрвцето, тогаш готова е тортата и спремна да извадите. Од кога се вади од рирна, задолжително, значи мора да остане да се излади калапот, бидејќи доколку се обидете да ја извадите додека тестото внатре е топло, секако ќе распаднете целата торта, 15 до 20 минути да се излади, па потоа го вадите од калапот. Мојата рирна на горење има опција вентилатор, која денеска ќе ја користам, затоа ќе печам на околу 170 степени. Вие доколку немате вентилатор, значи ја ставате температурата на 180 степени. И се гледаме на крајот со двата рецепти и како изгледаат и колку се вкусни. Тоа беше се за денес. Ви подготвив една нежна, убава пролетна паста, соодветно за времето кое ни следи, сите убави зеленчуци и овошја кои можеме да ги очекуваме, и подготвив една убава млечна торта која не знам дали може да забележите од целата постапка кога ставивме топол путер и топло млеко, видите како е сјајна по целата површина. Јас ке уживам во мојата паста, а ние веќе се гледаме во следната епизода, секако со нови идеи, нови рецепти, кои се надевам дека долго ќе се задржат во вашите тетрадки и ќе бидат на менито на вашите фамилии. Останете ми добро.